Еве веќе ни пристигна и специјалитетите. Денес имам интересна вегетаријанска и здрава исхрана, па би сакала да слушнеме нешто повеќе за секој од специјалитетите, да ни објаснишите што ќе дегустираме денес. Да, значи денес одлучивме за нешто поинакво од вообичаеното. Обично секогаш на масата гледаме да биде застапено месо, дали телешко, пилешко или свинско. Во овој случај, бидејќи нашата гостинка е обожавател на вегетаријанска храна, на салати, се одлучивме и побаравме од куварот Совет да ни направи салати во различни варијанти. Значи во нашето мени имаме ладна салата како пред јадење, меѓутоа имаме и топла салата како пред јадење. Кое што, например, оние што се вегетаријанци обожаваат зеленчуци, може да си го конзумираат како главно јадење. Како што во случајов е пржениот зеленчук на кинески начин. Тоа е еден од најпознатите вегетаријански специјалитети во нашиот ресторан. Ова е еден, еве сега ни пристигна испанакјот со јајца. Значи, оваа емисија ќе биде многу интересна за сите оние што обожаваат зеленчуци. Сега пред се ќе го објаснам пржениот зеленчук на кинески начин. Богат е со зеленчуци, нормално кој што може да се најдат на нашиот пазар, зелка, морков, пипер, црни и бели кинески печурки, свежи шампиньони и Јас може да си ставам, дека може слободно. Да не е дека Да, сакам да ви ги покажам црните стапчиња сам да земеме. и ви имам јас. Ако се рецика, Ќе ве научиме и како да ги користите стапчињата. може. И има една многу интересна белата кинеска печурка. Еве сега ќе ја најдеме. Еве каква е белата кинеска печурка, која што еве е црната кинеска печурка. Тие се многу здрави за дигестивниот систем. Во Кина за пречистување на токсините во организмот. Во Кина ги користат значи како витамини. Меѓутоа она што е денес главно, еве погледнете. Значи брокулата е застапена тука, морков, се е свежо. Многу е битно да напоменеме дека никој од зеленчуците претходно не се вари. Во Кина практикуваат свежи зеленчуци да ги стават во вок тава и да ги пропржат само 10 секунди. Само вака? Да. Нема да го скршам? Да, слободно треба да се скршат. Да, еве така. Да. Треба да се скршат. И сега едно од стапчињата оставете го, со едното така на четвртиот прст да легне, со третиот прст го фиксираме и потоа како пенкало со палецот и показалецот го фаќаме второто стапче, така. Многу е битно стапчињата да бидат израмнети за да можеме да фатиме. Браво. Многу лесно. Да, браво. Лесно, браво. Значи, Што пенкал првено држам на четврт прст. затоа. Ете, може би мене затоа ми е лесно. Можда, да. Ја ретко сум видела некој со 4 или онака да пишува, ама Да, Така, да. Значи, денес сакавме да ставиме акцент на зелката. Имаме и зелка салата како ладно предјадење. Нели, зелка салата во овој случај комбиниравме со морков и во Кина готвачот ми напомена да објаснам дека овој период кога има многу големи студови во Кина, значи достигнува температурата до минус 30 степени во делот што ние ја представуваме таа кинеска кујна во северниот дел. Секој ден на трапезата мора да има зелка, бидејќи веруваат дека зелката го намалува претварањето на шеќерите и на јаглените хидрати во масти. И на тој начин луѓето слабеат. Бидејќи во северниот дел од Кина јадат помрсна храна, нормално таму каде што е ладно, за да се стопли телото, да мора да конзумираат помрсна храна. Овој период кога веќе поминува зимата и треба да дојде пролет, конзумираат повеќе зелка за да ги победат вирусите, бидејќи зелката користи нели многу целулоза и помага при вирусите. Така го јакне имунитетот. Да, во сите наши јадења, специјалитети, без разлика дали се вегетаријански или со месо, да ставиме зелка. Се случува некои од гостите поради начинот на кој обработена и сечена зелката со сатар да прашаат и каков е овој зеленчук. Значи, привкусувањето на зелката нема таа мирисва како што ја има свежата зелка, бидејќи еве можеме да видиме дека не е како зелка салатата. Еве на пример како е зелка салатата обработена и сечена. ма потсеќа како вие што ги ставаме кисела зелка. Да, зашто има кинески оцет, да, внатре и ова затоа ја викаме и топла салата, бидејќи малце на киселува. Тиквички има внатре, значи различни видови на зеленчуци, печурките обавезно ги ставаме, има свежи шампиньони и црни и бели, како што напоменав, бидејќи веруваат дека помага во борбата против ракот, против тумори, против вируси, бактерии. И затоа за овој период многу интересно да напоменам, во комбинација имаме варен ориз.
Оризот е варен во посебен кинески сад на пареа, нема воопшто зејтин, значи нема зеленчуци и многу убаво се комбинира кога некој на пример држи диета или на некој посебен режим на исхрана, може да конзумира смее ориз како замена за леб, да не е диетата многу ригорозна. Обично ја комбинираат кај нас оние што вежбаат во теретани, што внимаваат на мускулната маса. Јаткастите плодови често се дел од храната во Кина, што ја приготвуваат нели тука. Дали ги јадат и за време на јадењето вака или се како десерт, како што се јадат обично кај нас? Да, во текот на мојот престој во Кина, секогаш на масата, во придружба на доручек, ручек и вечера, имавме јаткасти плодови. Значи мешано, понекогаш најчесто се кикирики, меѓутоа може да бидат и мешани кикирики, бадеми, лешници, ореви, бидејќи во Кина веруваат дека јаткастите плодови содржат незаситени масти, кои што се многу добри за срцето и практикуваат, значи да ги внесуваат, меѓутоа како значи тоа внесува шмек во целата дегустација на ручекот или вечерата. На пример се случува да се земат ориз и главно јадење пржени зеленчуци, па едно бадемче. Значи не тоа да ги јадат постојано во комбинација. Многу по старите генерации особено, по младите не толку, меѓутоа мојот свекрвата обавезно и гледам и во текот на престојот во Македонија додека се тука, ги бараат повторно да бидат присутни, со тоа што да напоменеме дека овие се пржени во вок тава. Значи не се како оние нашине кикирики што ги пржиме нели во друг сад, не е исто вкусот на бадемот, лешникот и оревот кога се обработени во вок тава со кинески зејтин и на таа температура, воопшто вкусот не е таков. Треба малце време да се оладат за да го добијат вистинскиот вкус. Не се јадат додека се врели. И еден од уште последниот специјалитет кој што ни остана е пржениот спанак со јајца. Може да приметиме дека спанакот е со седршките, што е невообичаено за кај нас, например, кога ние го готвиме, ги вадиме дршките од спанакот, инсистираат, значи во Кина дршките да останат бидејќи сметаат дека така е поздрав. Спанакот, значи свеж спанак, го ставаат во вок тава, само го попаруваат со врела вода и потоа малце го комбинираат, значи не ставаат зачини внатре, бидејќи сметаат дека јајцето во комбинација е доволен зачин. Јајцето го комбинираат со спанакот бидејќи веруваат дека јајцето е добро за здрави очи. А спанакот содржи голема количина на магнезиум во себе и сите е добар за формирање на нови клетки. Сите знаеме дека е добар за железото и затоа е многу застапен или како ладна салата или во овој случај како топло предјадење. Кај нас го користат, морам да признам, вегетаријанците како замена за главно јадење, меѓутоа секој оној што не сака спанак, не го обожава спанакот, куварот ми предложи да напоменам дека може да јаде наместо спанак соја. Бидејќи сојата содржи така има иста функција како и спанакот. Како и спанакот, така да во нашата исхрана и сојата е многу застапена, не во денешново мени, меѓутоа во сите специјалитети со месо што се солени, ние применуваме соја. Така. Заедно со јадењето денеска имаме интересен чај, веќе цветот го познавам внатре, би сакала да знам какво дејство има чајот од хризантема кој денеска го дегустираме. Да, ова е чајот хризантема. Чајот во кинеската култура има големо значење. Го применуваат и навечер пред спиење. Значи не мора да е во случајов е чајот хризантема, ние во претходни случаи сме го спомнале нели малихуа, чајот од јасмин, меѓутоа чајот од хризантема ја приметив мојата свекрва дека овој период многу често секое утро го пие. Бев заинтересирана зошто го сменила со чајот од јасмин. Ми кажа дека за овој период кога има нели кога се актуелни вирусите и ладните температури, чајот од хризантема помага за дишните патишта, за подобро функционирање на белите дробови. Редовното конзумирање на чај во Кина се смета дека го намалува ризикот од диабетис и некои видови на рак. Значи во Кина исто се смета, веруваат, зошто толку често пијат чај. Веруваат дека чајот ги подобрува непцата, забите, ги прави коските посилни. И на тој начин и по старите генерации никако не сака да го испратат. Без разлика каков чај или имаат одредени билки? Без разлика, најчесто го применуваат чајот од јасмин и зелениот чај, меѓутоа за оние што не сакаат толку силни чаеви, практикуваат цветен чај, како што е во случај чајот од хризантема. Тај многу е вкусен и без шеќер, така да јас прв пат конзумирам и
Многу е интересен. Да, има како потсеќа нели на некоја камилица, ама поинтензивен и поуште пријатен. Така да, кај нас е вообичаено да пиеме чај од камилица за ваков вкус. Кај нас хризантемата најчесто се подарува. Имаат ли во Кина обичај да подаруваат цветови? За празници, бидејќи иде празникот на жената, помина празникот на влюбените. За Кина се верува дека е земја на цвеќето, зашто бидејќи кинезите веруваат дека различни цвеќиња се дава за различни пригоди. Дури се случило да во моје присуство, доколку бевме присутни на еден чин на свадба, каде што еден од гостите беше помлад и донесе цвеќе што не се подарува за свадба, за тој чин многу поинаку го толкува, дури може да значи и навреда. Например, тогаш интересно беше што имавме еден будиста и кога го прашавме за значењето на цвеќињата, почна да ни објаснува дека, например, кинеската роза и цветот од калинка се дава за роденденски подароци, како подарок за роден ден и се дава за дипломирање. Например, лотусот, бидејќи интересно поради начинот на кој расте лотусот надвор од матната вода, или во реките нивни, се значи чистота, ја символизира чистотата и велат дека лотусот се дава на најблиските особи, се дава например на свадба, како подарок за свадба на младоженците, меѓутоа некој близок од фамилијата, бидејќи значи 100 години љубов. Да, интересно што прочитав еве за хризантемата. Ми кажа дека будистата вика, освен што ние го пиеме чајот од хризантема, го подаруваме на олтарите каде што е Буда. Бидејќи веруваме дека доколку на Буда му приложиме цвет од хризантема, ќе ни го направи животот полесен. Например, нарцисот. Нарцисот кај нас нели не има убаво значење, приказната не е баш за нарцисот интересна и убава, меѓутоа во Кина скроз поинаку веруваат дека нарцисот помага на сите оние кои што сакаат да напреднат во кариерата, дека цветот користи скриен талент и доколку се даде на некој што сака кариерата да му отиде многу повисоко, дека ќе има среќа и береќе по кариерата. Така да секој цвет си има свое значење. И се уште Кина како земја не одбрала да има свој национален цвет кој што ќе биде како заштитен нивни, бидејќи токму поради ова секој цвет се дава за посебни пригоди и има уникатно, има свое значење, уникатен е. Так, јас ти благодарам што ни објасни за храната и за ете некои други работи кои што навистина не интересира. Сега предлагам да дегустираме од се ова, па да видиме дали ќе ни се допадне вкусот.